Добро дојдовте назад, го стартуваме последниот дел од утринската програма на македонската телевизија Македонија наутро, како што и претходно најавивме. Денеска со нас во студиото наш гостин, режисерот Синиша Ефтимов, кој ќе позборуваме малку за тоа како го доживува театарот како непресушна инспирација, дали тука повеќе би се фокусирал на филм, театар, кој е подраго од двете деца, иако тешко е да се издвои, верувам дека е така. Телевизија, не знам нешто, што е, како е, добро утро. Каде се Добро утро, добро ве најдов. Се најдобро, срекни празници на сите и на гледачите на Да, срекни празници, да. Синиша, новогодишната програма на македонската телевизија ја збогативте со една приказна од топла, домашна атмосфера, извонредни беа актерските имиња. Па се разбира. Се разбира, Тања Кучевски, Горџан Базов, Питар Мирчевски, Благоја Чуревски. Каков предизвик беше за вас? Требаше преку новогодишната ноќ и приказната, која што во ваше сценарио беше направена, топла, домашна, македонска приказна, да влезете во сите домови. Многу општествени предизвици поминавме, да влезете и во домовите на оние кои што не гледаат од странство и да ја разбудите носталгијата за дома, но сепак да ја пружиме таа домашна атмосфера преку ТВ екраните, да и кренеме чашите и да си посакаме нова година. Среќна нова година. Зарем не е тоа се што ни треба? Предизвик се разбира. Во изминативе 2 години соработуваме на некој начин со македонската радиотелевизија во реализацијата на новогодишната програма, дали преку идеи или преку конкретни предлози и сценарија, како во овој случај. И дефинитивно е предизвик. Се разбира дека е предизвик, особено кога мораш да резонираш во сечи дом, нели? Па дури и во оние кои што се далеку од нас, нели, таму некаде во диаспората. Меѓутоа, јас секогаш размислам на еден хуманистички начин и се обидувам да раскажувам приказни кои што го допираат секој човек. Тоа го правам во театарот, се разбира, тоа се обидов да го направам и на телевизија. Тоа е сосема ново за мене, се разбира, и оттаму е и предизвик, меѓутоа од друга страна учиш по пат и си дозволуваш себе си да експериментираш, можеби, или да раскажуваш некоја приказна која што можеби поинаку би ја раскажал во театар. Овде размислував на мали сегменти, така бевме договорени и онда најверојатно и тоа помогна да стигнеме полесно до резултатот. Добро, ајде, ќе ве прашам, иако можеби пристрасен ќе бидете, ќе речете театарот. Беше ли поголем предизвик ваков проект, телевизиски проект, од она што е ваш дом и што е ваше секојдневие? Апсолутно да. Апсолутно да. Апсолутно добро, да. Влеговте малку и во наша кожа да видите како апсолутно е. Апсолутно да. Не, овде станува збор за една сосема друга продукцијска организација пред се. И огромна екипа работи за вас. Така овде работат многу луѓе кои што не ги гледаме позади камерите, кои што се дење ноќе тука и горе во режијата и секаде. Еден спрат над нас. Апсолутно да. Така да, за почеток тоа е една сосема поинаква ситуација. Јас преферирам да работам во директна комуникација со сите инволвирани во например, во еден проект во кој што сите функционираме, во една театарска представа. И тоа значи дека на исти начин комуницирам и со реквизитерот, и со главниот актер, и со суфлерот, и со портирот на врата. Така. Ние сме едно големо семејство во кое што сите заедно придонесуваме кон една идеја, нели, за да излезе добра представа. Тоа е идејата, така работиме во театар. Ние сме едно големо семејство. Претпоставам дека и тука е некако слично, меѓутоа малку поинакво и од тој аспект за мене беше, се разбира, голем предизвик, меѓутоа пак ќе кажам супер искуство и најверојатно почнува да ми се допаѓа малку повеќе од она што ми се допаѓало повеќе. За волја на вистината, кога на самите мои почетоци јас сакав да станам филмски режисер. Вистина. И прво се обидов да аплицирам на катедрата по филмска режија на ФДУ. Меѓутоа мојот тетин Иван Ивановски, наш познат театролог и театарски критичар, заминат одамна, тогаш ме посоветува дека е подобро да се обидам на театарска режија и да ги научам тајните на театарот, ако може така да се каже, а потоа многу полесно можам да влезам во филмот или телевизијата. Беше ли во право?
Најверојатно да, затоа што разговарајќи на пример со моите колеги од филмска режија, тие многу им е потешко ним да се снајдат во театар отколку мене во оваа ситуација. Особено од оваа позиција од која што доаѓам сега, кога навистина имам развиено прекрасна комуникација со сите актери фактички во Македонија, горе-доле со сите со кои што сум работел многу. Така да многу е полесно кога се разбираш со актерите и многу полесно ја пренесуваш идејата која што тие треба да ја реализираат. Постои ли сега предизвик филм? Затоа и го Апсолутно најавате? апсолутно да. До сега имам сработено еден краток филм во рамките на Омнибусот Скопје Ремикс. Имам и неколку документарци сработено. Едниот од нив е за нашата култна Канал 103 дел нели од оваа зграда. И да, дефинитивно размислувам на тоа, не сум сигурен кога и дали ќе се случи во догледно време, меѓутоа дефинитивно тоа е предизвик и здравје Боже во догледна иднина, најверојатно ќе се обидеме и во тоа поле. Повторно се враќаме на новогодишната програма. Колку беше предизвик за актерите, бидејќи ние, еве, нашава генерација беше навикната на тој концепт музика, малку драма, малку скечеви, односно малку хумор. Колку беше предизвик за оваа екипа? Мислам дека станува збор за доајени на македонскиот театар, воопшто доајени на македонското глумиште, кои што практично сите овие актери, и Тања Кочевска, и Благоја Чуревски, и Пепи Мирчевски, Игор Џамбазов, практично имаат израснато пред камера и имаат толку многу искуство, многу повеќе од мене пред се. Така да, мојата задача беше навистина лесна од тој аспект. Ја само застанував со нив и разговарав. Тука беше и мојот колега Марко Џоковиќ кој што помогна да изгледа сето тоа како што треба да изгледа. Ова е фактички јас сум сценариста и креатор на тоа парче. Марко беше реално режисерот. Како и да е, пак ќе кажам, ним најверојатно не им беше толку голем предизвик затоа што го знаат тоа. Многу добро го може да видиме, да гледаме, да, тие ужива. Имаме, извадивме куси парчиња Синиша. Да, и ги гледаме додека зборуваме. Театарската режија, ајде, добри ли театарското сценарио наспроти телевизиското има нешто заедничко? Или се диаметрално различни? Имаат многу заеднички работи, меѓутоа се диаметрално спротивни, затоа што станува збор за прецизно дефинирање на времето и просторот во кој што се случува. Така претпоставувам, кога станува збор за особено овој тип на телевизиско парче. Во театар е се малку поабстрактно и можеме да си дозволиме да импровизираме во сред реализација на било која сцена. Така и да кажеме, ајде сега ќе го пробаме овака или онака. Кога снимаш, мораш да имаш претходно добро подготвен план и да знаеш точно што правиш. Ти се разбира, можеш да имаш неколку тејкови од секоја ситуација и сцена, меѓутоа мораш да имаш прецизна визија за она што сакаш да направиш и како тоа да изгледа, за да кажеш добро е, одиме понатаму. Тоа е разликата. Ние во театар го имаме времето да пробуваме една сцена безброј пати, дури не бидеме задоволни од она што сме го направиле. Овде е обратно, овде ти мораш однапред да знаеш како таа вистинска сцена треба да изгледа, за да кажеш добро, идеме понатаму. Да, точно. Тоа е разликата, главно. Пред да почне разговорот, зборувавме за некои теми, еве конкретно последнава продукција македонска околу филмовите. Која е темата која вас најмногу ве инспирира или кои се темите кои вас најмногу ве засегаат, еве? Па не знам, ако ја некад направам филм, најверојатно ќе биде некоја урбана приказна, секогаш размислувам за едно фактички за моето детство, начинот на кој што јас израснав во Скопје, на 90-тите, целата развиток на техноцена. Ја некој таков филм. Може Мирко Попов, што реално фали. Може би фали, нас ни фали. Меѓутоа го зборувавме тоа, индустријата наметнува критериуми и теми кои што се валидни за нив или оние теми кои што они сакаат да ги обработуваат, за да воопшто стигнеш до некој од оние, нели, светски фестивали каде што нашиве колеги веќе многу успешно екзистираат фактички. Ја имаме и Тамара, го имаме претходно, нели, докажаните као Милчо, Игор Иванов, Изи или поименеама Теона Митевска, така и Лабина. Меѓутоа, пак ќе кажам, они функционираат во тој свет, индустрија е тоа и самата индустрија наметнува норми и теми и стандарди кои што мораат да се истражуваат. Обскурно е доста прашањето, затоа и обскурен одговорот. Ова е сега, нели, буквално од ракав го тресам, нели, али ако некогаш работам филм, тој би бил филмот кој што ја би го работил. Би направил филм за Скопје, пошто Скопје е мојот град. И на Скопје ни некако тоа ни е потребно, да. Апсолутно да. Еве ќе си дозволам да кажам, ни должите, Синиша, нешто такво? Ќе дадам се од себе. За наша душа, ако може.
големите режисерски имиња имаат своја муза, имаат своја инспирација. Кој актер, актерка е ваша инспирација? Некој со кој би бил главниот актер во филмот за Скопје? Да, особено сакате да Двете прашања се многу тешки и не сум сигурен дека имам вистински одговор. Во принцип, мене актерите ми се инспирација, воопшто. Актерот, точка, ми е инспирација, дефинитивно. И она на кое што се заснива фактички целокупната моје театарско творештво е базирано на актер. Јас не сум од типот на режисери кои што режираат спектакли или појма немам, него ја буквално уживам во актерската игра, во актерското остварување, во односот и конекцијата помеѓу двајца актери, во нивниот поглед, во она што го говорат, она што ќе го слушнат и она што ќе го вратат на рачун на тоа. Така да апсолутно главна инспирација мене ми се актерите како такви. Не се согласувам дека не режирате спектакли. 12 е еден од тие. Не знам, веќе прашам директно. Да. Возбудата не стигнува, ќе пристане ли да ги полни салите, можеше ли ова да се предвиди или едноставно секое одново играње на таа представа ќе собира се повеќе публика и ќе биде попримамлива. Не можам конкретно да одговорам на ова прашање, не зависи од мене, нели? Можете ли да го предвидите тоа, ова се? Да бидам искрен, да. Да бидам искрен, да, затоа што пред се проектот, представата како таква, она беше замислена да трае и да живее долго на нашата сцена. Тоа беше и нели предизвикот да ги собереме сите тие актерски имиња на едно место и заедно да сработат нешто што не го сработило до сега во животот. Меѓутоа што се однесува до посетеноста и интересот кој што и денеска владе, да бидам искрен, очекувано беше пред се ради целата актерска екипа, второ ради текстот, трето направивме добра представа, што е многу битно и пресудно, нели? Од друга страна пак најнескромно ќе кажам, јас сум веќе во последните 10 години навикнат на тоа, затоа што не постои представа која што јас сум направил, да не е жива и да нема карти за неа. Госпоѓа министерка Болва Вуво, ќе кажем уште нешто друго, аматери. Тоа се представите кои што ги сработев оваа година, изминатата. Меѓутоа, има уште неколку кои што се живи на репертоарите низ Скопје, како Вардарски пастови, стюардеси, мој термин во МНТ. Кој веќе стана култни. Не се клади на енглези во МНТ исто. Тоа се мои представи кои што и ден денеска по 10 години се стари и се уште нема карти за нив. И се уште се толку атрактивни за да се гледаат и се пошегувавме дека 12 треба да изгледате 12 пати. Апсолутно да. За да го заокружите. Па не, да ги видите сите актерски действија кои што ги изведуваат актерите, нели има 12 актери, секој има своја приказна, своја траекторија, свој мизансцен и тоа е многу интересно. Вие можете да ја гледате целата слика, меѓутоа понекогаш можете да се фокусирате само на еден. И тоа е доволно за да изгледате една представа од час и 50 на минути колку што трае. Тоа би било супер предизвик. Можеме и ние да го пробаме. Да. Се подзамислив за момент и си велам вистина е добар предизвик. Да. Само да го прашам јас, Синиша. Колку публиката може да ви влијае вам како режисер? Дали тој фидбек од публиката може да влијае на вашата работа? Значи, нема поголем допамин од публика. Од публика. Апсолутно. Бидејќи еве и на нас, јас конкретно како гледач, секогаш ми е битен и сцената, меѓутоа и публиката за да доживам нешто. Еве ќе ви кажам еден малку познат факт. Кога и да не се чувствувам добро, одам на представа за да го чујам аплаузот на публиката. Тој те прави секогаш да се чувствуваш подобро. Апсолутно. Кој е убава. Ќе се обидам јас. Не те правете. Режисерите денеска се храбри? Мора да бидат. Мора да бидат. Да. Вкусот на публиката, дали е посебен предизвик вкусот на публиката? Што представува тој за вас? Не можеме да генерализираме. За мене конкретно пред се апропо храброст дури познавам многу мои драги колеги кои што се многу похрабри од мене во овој контекст, нели апропо публиката. Повеќето од нас, кога викам од нас, од моите колеги режисери, во принцип најмалку размислуваат на публиката. И тоа е во ред, и тоа е окей, мислам тоа е. Како објаснување дека не може да се задоволи вкусот на сите напротив. Тие сметаат дека она што малку е неблагодарно да зборам за нив, меѓутоа ќе се обидам да го интерпретирам ова театролошки, да кажеме. Во принцип, нашата фела секогаш смета дека она што ние го прикажуваме, тоа треба да биде трендот и да им го наметнеме фактички нашиот поглед на свет. Да го диктираме тоа што треба да се гледа во општеството, да. И
Тоа е во ред и тоа е прецизно и точно. Оправдано. На крајот на денот така и учиме на академија дека у принцип мораме секој режисер има задачата да го зграпчи духот на времето, цајтгајстот, да го донесе на сцена и се разбира да го коментира и евентуално ако воопшто да понуди решение. Најчесто остануваме на поставување прашања со големи прашалници. Што е супер. Добро. Меѓутоа пак да се вратиме на публиката, јас многу често размислувам на публиката, затоа што сметам дека живееме во време кај што ние како режисери кои што работиме во национални куќи имаме малку поголеми задачи од тоа да бидеме храбри и да поставуваме прашања. Имаме задача да ја донесеме таа публика во театар и да се обидеме да ја задржиме. И на крајот на денот да поставиме стандарди. Стандардите постојат одамна, да бидеме реални. Театарот во Македонија, Македонскиот народен театар се разбира како главната мајка на сите театри низ целата држава. Сега славевме 80 години постоење. Значи театарот како таков многу одамна ги има поставено стандардите. Театарот е како институција фактички има една од ретките институции во Македонија која што има континуитет. А континуитет е она што фактички најверојатно најмногу ни фали како нација. Како воопшто како поглед на свет. Секогаш нешто почнуваме од почеток, никако да продолжиме. Никако да продолжиме. Секогаш има нова сезона, ама нова сезона почнува со нови ликови. И тоа е нешто што нас ни фали. Во тој контекст Македонскиот театар дефинитивно има стандарди и ние се трудиме да ги продолжиме работите. Никогаш не почнуваме од почеток. Ние само ги продолжуваме и фактички ги пренесуваме сите завети кои што ни ги оставиле оние кои што работеле пред нас. Тоа е тоа што го имаме сите како одговорност кој што работиме во национална куќа, истото го имаме ние тука, некој ги има поставено темелите и треба да се почитуваат, особено да се почитува и да се продолжи. Синиша, што е следно? Што е за оваа година? Освен што ќе дојдеме повторно на 12-ка, ми остана уште неколку ми остана. Еве Бова Вува не сум ја гледала. Да, Бова Вува само што беше премиерата пред 20 дена во Драмски театар, одлично помина. Претходно имав исто пред месец дена пред овие, значи негде таму во октомври, аматери во театар комедија. Топло ви ги препорачувам двете представи, мислам дека треба да ги погледнете, сосема се различни и поради тоа најверојатно имаат и различна публика, претпоставам. Еднава е една обична приказна која што се случува во еден интригантен хотел во кој што сите се треба да погледнете како и да е, а материја едно сосема ново видување мое. Па дури би кажал, апропо храброста, најверојатно мојата најхрабра представа во последниве 10 години која што сум ја направил, така топло ви ја препорачувам. Дефинитивно е предизвик да се гледа, добро. Што се однесува до новата година, имам многу ангажмани, не би можел сега сите да ги набројам од X причини, меѓутоа ќе биде уште една плодна година за мене. Ќе се следиме. Да, дефинитивно. Да, и дефинитивно ќе има причини зашто да се видиме повторно. Апсолутно. Се за убави работи. Секогаш. Може. Синже, ви благодариме.